Добар ви ден, драги наши пријатели. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково. Се наоѓаме во најубавиот период на годината, каде што си ги подготвуваме домашните слави, имендени, си ја очекуваме новата година, но и времето за зимските рецепти. Поточно сега е времето кога ги колат свинчињата, тие што ги чуваат, нели? Каде што имаме убаво свинско домашно мевце, джигерче и така натаму. За денешната емисија одлучив да ви направам едно велешко свинско мезе со джигер. Толку е вкусно, прстите да си ги излижете. Ај да ви кажам, овдека многу често и го подготвуваат во Златно буре Кучково. Значи, само што треба да се најавите малку однапред пред да дојдете и да кажете дека го сакате токму овој специјалитет. Еве, јас веќе уште пред да почнам да снимам, си го ставив кромидот да се пржи, затоа што тој бара малку повеќе време, иако не се пржи како за гулаш, да кажеме, да го пржиш 1 час, туку 15 до 20 минути, затоа што сето ова ќе се потпече во редна. А за ова мезе, свинско мезе со джигер, вас ќе ви бидат потребни 500 грама свинско месо на коцки. Например, може да биде свински врат, плешка, само да бидат потенки парчињата, да не се многу дебели. Половина килограм свински джигер кој што е одстоен 1 час во млеко, исплакнат и подготвен за приготвување. 3 до 4 везени пиперки, токму оди на таа доза, и 4 големи главици кромид. Всушност, овој рецепт го прави кромидот. И имаме половина литар вино, масло за јадење, понатаму малку макдонос и едно лукче, едно чешне лукче. Ке ни треба бибер, буковец, сол, црвен пипер и малку мешан сув зеленчук. Да преминеме на работа. Еве, прво го ставаме кромидот да се запржи. Ке му додадам уште кромид, уште малку. Така, и тој само да омекне. Значи 10 до 15 минути да си омекне кромидот. Да добие стаклест изглед. И сега, додека тој омекнува, тоа знаете, ова е полн, сочен, видете го како. Масло по потреба. Значи, вообичаено за овој специјалитет ќе ви отиде можеби и 2 децилитри масло. 2 децилитри масло. И сега тука ќе ги ставам пиперките. Везени, суви и малку потпечени. Можете и да ги кршите. И нека падне и семче, значи ништо не е страшно. Но најубаво е вака кога се кршат пиперките. Ете, така и затоа се подпекуваат. Тие подпечени имаат посебно убав вкус. Леле, значи цела зима е пред нас, мевцето, джигерчето, мераци. Ете, така. Ке ставам уште 2 пиперки. Некоја вака повеќе испеченка. Знаете, кога ќе се потпечат пиперките, како цела куќа, убаво замирисува. И ќе си подготвите малку црвено винце. Ете така. И сега ќе си скипнат и пиперчињата кај кромидот. И сега промешуваме. Ова ќе треба да се крчка во редна некаде околу 2 часа. Така да не грижете се, значи само да омекне кромидот. И сега ќе му додадам
тука малку бело винце. Значи околу 1 децилитар, толку. И тука ќе го ставам и лукчето. Ќе го ставам и лукчето и ќе го ставам веднаш свинското мефце. И тоа ќе го додадам кај кромидот. Доволно едно, само да го засили малку вкусот. А кога ќе му додадете вино бело во текот на пржењето, малку, само после ќе додадеме во тавата. Каков мирис се шири. Сега ќе му додадам буковец, малку буковец, половина супена лажица, нека се пржи буковецот, половина супена лажица сол, затоа што ова јадење ќе си бара сол. Исто така половина супена лажица бибер, затоа што овие се зимски јадења и сакат многу потешки зачини. Ете така, и малку мешан суп зеленчук. Исто така, се по половина супена лажица. Супер. Промешуваме. Еве го кромидот, баш си се направи супер. Сега ќе го додадам свинското месо. И него не му треба повеќе од 10 минути, само малку да се пропржи, затоа што ќе си крчка, нели? Леле, каков мирис, каква убавина. Така. Го оставам 10 минути и потоа го додавам и джигерот внатре. И тој 10-15 минути да се пропржи и го ставам во земјената тава, ставам малку макдонос, налевам со бело вино и редната ми е веќе пуштена на 250 степени Целзиусови. Еве го, готово е, леле. Време е сега да го додадам джигерчето. Ова има да биде за мерак. Е сега на ова, така, 10 минути, доволно ќе му биде. Убаво ќе го промешам и ќе го оставам 10 минути да си се прши, заедно со сите останати состојки. Сега ќе пробам малку за сол, да видам дали е доволно. Ќе пробам од течноста, кромидот. Значи, мерката потаман не можеше да биде. Ајде, го оставаме сега и ова да се прокрчка. И да се пропрши. Доволно му е. Сега ќе додадам една лажица супена црвен пипер. Тука црвениот пипер игра многу важна улога во оваа тава. Ќе промешаме и веднаш ќе го префрлиме во земјената тава. Така. Ова се вика чиста работа. Стави месо, стави везени пиперки, джигерче, кромит, лукче и ете. Готово.
Одлично. Сега, додека тоа малку крчка, ќе го соберам макдоносот. Ќе го насечкам. И толку е, ја гасам ринглата, префрлам во земјената тава, налевам малку бело вино. Сега ќе видите дека ова јадење си бара да има сос, многу сос. Поточно и кога ќе му го ставам белото вино, нема тука што да го врзе и да го згусне. Затоа што овде имаме само кромит, немаме ни компир, немаме ни ориз. Гасам ова, доволно е. Сега префрлам тука. И треба да крчка во бело вино, да си крчка на тивко. Прво, значи на 250, додека не почне да крчка во ревната, затоа што е сега се врелот, тоа веднаш ќе почне да крчка. И потоа намалуваме на 180, па дури и на 150. Еве сега, може би не треба точно половина литар да ставам, заради тоа што, не знам, понекојаш тавата или е помала, или е поголема, како и да е, но барем еве, 4 децилитри сигурно. Така, да си има. Па, но еве, сепак 5 децилитри ќе отидат. Токму тоа е тоа. Значи, таа си е дозата. Мислев дека барем малку помалку ќе треба, но одлично е. Уште еднаш ка пробувам за сол. Одлично е. Ништо не му треба повеќе. Одам да го печам, а вие останете со вкусот на традицијата, откако ќе го испечам, да го пробаме. Ќе го комбинирам можеби со нешто од жива туршија. Ова оди со одлично со жива туршија. Се гледаме откако ќе го испечам. Значи, таков убав мирис низ кујната, низ ресторанот на Златно буре Кучково, да ви кажам, сите гости посакаа да пробат од овој специјалитет. Велешкото свинско мезе, еве гледајте каков сок има. Затоа имаме и лепче да мацкаме. А го комбиниравме со жива туршија малку, со она, знаете, популарна руска салата што ја нарекуваат. Чади ли чади, джигерче со свинско мевце. Ја веќе подголтнувам. Ајде сега да видиме што сме направиле. Вака треба да има сок. Леле колку е добро. Леле колку е добро. Прекрасно, прекрасно. Се топи во устата. Значи, прав македонски зимски ручек или зимска вечера. Мераце. Джигерчето стопено. Стопено. Мецето. Да ја пробам
и руската салата. Како одговара со ова јадење, подобро не можеше да биде. Направете го, драги мои, овој специјалитет и уживајте во него. И знаете како велат? Не ми го уништувај мојот мир само заради тоа што ти не можеш да си го пронедеш својот. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и голем поздрав од целиот тим на Златно буре кучково. На здравје!